експлоатационно да ни които е пишат и пак на тези сцени ще се борят от тема Латвия, да донационите се tanto nulla, poi riusciva a seguire. Ви благодарам и на вас. Дали го разбрахте прашањето, видејќи него како ми поведете. Благодарам, председател, почитувани советници. Значи, ова одлука за проширување на буџет за 2015 година и конкретно се работи само за една донација во износ 558.000 денари. Средствата општина Куманово ги има добиено од UNDP и на вакви проекти досега сме имали. Ова е само продолжеток, значи за финансирање на образование на деца од ромска населеност и деца со попреченост во развој. Значи, оној проект што го имавме, што ги обучува професори преку порака наша, значи ова е таков проект за наредни 6 месеци и средствата се обезбедени од UNDP и треба да бидат вградени во буџетот за да може да се започне со нивна реализација. Благодарам. И благодарам на вас. Дали имаме други пријавени? Констатирам дека нема и затворам расправата, не можам да се произнесам. Ви благодарам, купно се произнесува 18 советници, за гласа 15, против 20, воздржан 1. Констатирам дека одлуката е усвоена. Момент. Одиме на точка подреден број 7, стратегија за управување со ризици во општина Куманово. Отварам расправа по точката подреден. Колешката Јовановска се јави за збор. Јовановска. Јас се извинувам, чув Ивановска. Ред. Благодарам, председател. Значи, ова е пред нас стратегија за управување со ризици на општина Куманово за 2015 и 2018 година. Тоа е еден голем текст што многу се чита, обилен. Јас би сакала да укажам на нешто што ми боди во очи и што верувам дека ќе биде коригирано. На самата насловна страна е ставен грб што не важи и тоа е минато. Република Македонија има нов грб како символ на една земја. Тој треба да се коригира и верувам дека во иднина ќе се употреби. Благодарам. Значи нема петокрака на грб. Благодарам на вас. Дали имаме други пријавени за дискусија? Поведете, аз ќе не сам. Благодарам председателя. Значи, добро, беше ме може за некои технички проблеми. Сакам да продискутирам за содржината на што направено првен. Сакам да кажам дека луѓето кои изработиле ова сега стратегија за управување со ризици во општина Куманово, навистина покажале една своја зрелост, покажале дека сакаат општината Куманово да ја направат една од најдобрите општини во Република Македонија со поведување на она што значи стратегија за управување со сите ризици кои можат да се случат во општина Куманово. И тука имаме наведени причини од донесување, секторски на кој начин имаме ризици, дали е тоа висок ризик, низок ризик. Јас сакам да кажам дека ова не треба да застане тука, даваме максимална поддршка и за понатаму администрацијата во општина Куманово да се движи напред, да имаме една европска администрација каде граѓаните на општина Куманово ќе имаат бенефит од сето она што сега ние ќе го згласаме.
На основа на тоа што оваа стратегија предвидува, значи викаме стратегија за управување со ризици, меѓутоа овдека ризиците се набројани, меѓутоа стратегијата треба да оди исто така во насока на кој начин ќе се отклонуваат сите овие ризици кои ќе бидат приметени или воочени во одредени сегменти. Така, сакам во понатамошниот период нашата администрација да биде администрација како што доликува во Република Македонија, односно со тек на време и стандардите кои треба да ги исполнуваме, односно да одиме кон регулативите на Европската унија, исполнување на ИСО стандардите, сакам и ќе дадам подршка да бидат дел од она што значи управување не само со ризици, туку и со работењето на општина Куманово. Такви согласности имаат, односно добиено исто стандард, има само една општина во Република Македонија, тоа е општина Струмица, каде што навистина точно секој службеник си знае својата должност, си има пропишано своји процедури до каде треба да одат и мислам дека почетокот на општина Куманово со донесување на една ваква стратегија е само еден мал почеток кон одење кон крајот, односно постигнување на европските цели, бидејќи ние повеќе пати се прокламираме дека одиме кон едно европско Куманово, сакаме да постигнеме нешто повеќе, односно граѓаните на општина Куманово да имаат еден бенефит. Затоа ќе дадам подршка на оваа стратегија и се надевам дека администрацијата во општина Куманово ќе биде наше огледало, за да можат граѓаните на општина Куманово да имаат свој бенефит. Но исто така, во иднина, ако пак приметиме дека има одредени проблеми, каде што граѓаните заглавуваат кај администрацијата во општина Куманово, исто така ќе реагираме и ќе бидам еден од главните критичари спрема она што е негативно и што треба да поправиме. Се со единствена цел, зашто подобро управување со општина Куманово и поблизок однос помеѓу граѓаните и администрацијата, за да можеме да направиме навистина Европско Куманово да биде европско. Благодарам. Ви благодарам на вас, почитуван колега. Дали имате други пријавени за дискусија? Констатирам дека нема, ја затварам расправата и предлогот за ставање и изјаснување ќе ве молам да се произнесеме по стратегијата. Ви благодарам, кога се произнесува 24 советници, 15 за, против, нема, воздржани 9, констатирам дека стратегијата за управување со ризици во општина Куманово 2015-2018 е усвоена. Одиме на 8 точка од дневниот ред, тоа е предлог одлука за давање на користење на недвижна стvar спомен получена на народниот херој Христијан Тодоровски Катош на Национална установа Музеј Куманово. Отварам расправа по точката, повелете и овој Станковски сервис. Кратко објаснување бидејќи сум во тек со целата процедура на се однесува оваа точка. Всушност се работи за званично предавање од општината која е собственик на оваа зграда на Музеот на Куманово, кој онака формално има во, односно незванично ја владе со децении, тука има постојана поставка, меѓутоа кога стана актуелно да се имотните листови да бидат услов за многу работи, како например добивање согласности за разни работи, адаптации, плаќање на електрична енергија и така натаму, испадна дека во времето кога е предадена таа куќа на Музеот на Куманово, не е тоа направено званично со некој документ и
требаше на цела процедура да се открие кој е практички вистинскиот собственик на оваа куќа, а до тогаш музеот немаше право да врши интервенции внатре. Музеот има готова изложба за народниот херој Кристијан Карпуш, меѓутоа не е поместена таму, зашто нема струја. Сега веќе, кога званично музеот ќе ја добие оваа куќа во владение, ќе може да се доведе струја, вода и така натаму и да се постави постојаната поставка која е обновена, бидејќи таму имаше една стара поставка со децени, сега има нова убава поставка, така да мислам едно кратко разложение, мисля дека некој од музеот ќе биде да даде разложение, да ви е познато ситуацијата да се работи за тоа. Ви благодарам почитуван колега. Дали имаме други пријавени? Констатирам дека нема, е затварана расправата и предлагам да оставам на изјаснување, ќе молам да се произнесеме по точка 8. Ви благодарам. Купно се произнесува 25 советници, за гласа 24, против нема, воздржан 1. Констатирам дека одлуката е усвоена. Одиме на точка подреден број 9. И предлагам на Советот да донесе одлука да води заедничка материјална расправа за точките подреден број 9 и 10. Дали имаме други предлози? Констатирам дека нема, ќе ве молам да се произнесеме по предлогот. Ви благодарам едногласно за 23 советници. Отварам расправа по точка подреден број 9, извештај за финансиско работење на ЈП Куманово паркинг Куманово за период од 1.1.2015 до 31.3.2015 и извештај за финансиско работење на ЈП Куманово паркинг Куманово за период од 1.4.2015 до 30.6.2015. Дали имаме пријавени? Поведете колегашката Јовановска. Благодарам, председател. Пред нас имаме финансов извештај за јавно предпријатие Куманово паркинг за прв и втор квартал. Во прв квартал остварен поголем приход 8.205.391 и поголем расход 7.738.160 и добит има од 467.275 денари во однос на минатата година. Ме интересира и ми падна во очи конто 4740. Камата во 2014 година изнесува 48.741.000, а во годинава, значи 2015, ист временски период 380.203 денари. Тоа е голем процент и за какви камати станува збор. Тоа е за прв квартал, а за втор квартал би прашала исто нешто. Значи, во вториот квартал има нешто помал приход, но поголем расход и се појавува загуба од 830.917 денари. И тука има конто 474 камати, кои што овде е следново. Во 2014 камата е 29.828.000 денари, а во 2015 изнесува 12.279.000 денари. Дали се исти камати или не се во прв и втор квартал, и ако не се, кои се овие камати? Благодарам. Благодарам на вас. Поведете дали имаме други пријавени. Поведете колежки.
Сеновски. Веќе во првиот квартал ги интересира за фондот 4230, плата преку агенција. За разлика од истиот период минатата година забележуваме зголемување од 761.298 денари. Дали тоа се дължи на нови приготувања во предпријатието или на нешто друго? Исто така забележуваме зголемување во трошоци за репрезентација 142.261 денари, како и други трошоци од 248.498 денари. Зголемување. Значи, ми интересира ако може подетално да ми обясни директорот зашто се въпрос. Ви благодарам на вас. Дали имаме други пријавени проекти? Јас би сакал да поставам неколку прашања. Во делот на извештаите верувам апсолутно на менаџерскиот тим дека истите се тие какви што се бројките во ова јавно предпријатие се тие. И поставил неколку прашања до директорот од технички аспект. Прво прашање е дали јавното предпријатие ќе ги одбележи паркиралиштата на кои што во моментот граѓаните паркираат возила, со оглед на фактот дека истите се неодбележени подолг временски период. Исто така, сметам дека таблите кои што се дадени за броевите, кај што се информираат граѓаните, на неколку места се уништени од страна на несовесни граѓани. Истите мора да се заменат, пред да се постават нови табли. И во делот на онаа што значат ваши ингеренции за поставување на улично осветлување. Јас овде на една од седниците пред неполни 6 месеци дискутирав за осветлување во делот на градскиот парк Соколана и словичките кои што се наоѓаат помеѓу атлетскиот полигон и градскиот парк. И до ден денешен немаме никаква реализација на теа. Имаше елаборација од вас директор дека сте излегле, сте направиле пресметка, но нема реализација на истото тоа. А воедно сакам да напоменам дека на шеталиштето градско, кое што е најпосетено од страна на граѓаните, тоа е градскиот кеј, веќе подолг временски период многу тешко можете да забележите светилка која што работи. Ако тргнеме вечерва, ќе видиме дека од вкупниот број, значи на светилки кои што се поставени таму, работат 3 или 4. На самиот кеј, значи на самиот булевар Октомвриска револуција исто така голем број од светилките на работа. Во што е проблемот? Зошто јавното предпријатие не ја врши својата секундарна дејност која што им беше доделена од страна на Советот како оснивач, во делот на онаа што значи редовно менување и инсталација на нови светилки на територија на општина Куманово, особено во оние делови на градот каде што има интензивен проток на луѓе, тоест луѓето се движат на тие површини. Граѓаните плаќаат редовно сметка и се интересираат, тоест имаат интерес и имаат потреба да добијат поради тоа што плаќаат сметката за јавно осветлување и уредно осветлување. Но за жал тоа не е случај на сите места во нашата општина. Сметам дека како член на овој совет и како граѓанин првенствено имаме многу сериозни проблеми во делот на уличното осветлување. Се надевам дека вашите ангажмани понатаму ќе бидат насочени во делот на решавање на овие проблеми. Ви благодарам. Дали имаме други пријави? Нема, давам збор на директорот на ова јавно предпријатие. Poštovajte Народний ресурс, poštovajte Директор Шевченко, сила Директор Панешмизмиса. Taj paket študio se će dolaziti u ono što rad Камолова, діється Камолова Jan натурат внутрішньо, самі плеї інституціонно внутрішньо, тобі опинува руга процедура чексоре, руга нотор, руга екзекутуст, да диет руга комитетът, да целят моли пати, има се руки, които се вложат мекос. Rad Tuitjes duurt
shqiptarës Ivana Arsenovska nuk është bërë regjistrimi me kohë i atyre dhomëve, dhe për ata arsye dhe kemi sipër dispozicionin në këtë drejtim. Gjithashtu mund të them se rreth të ordrave pse kemi në periudhën e parë kemi të ordra më të mëdha se në periudhën e parë vitit para prak është se në atë kohë është punuar në mënyrë intensive rreth eliminimit defekteve rreth në ndryqimin publik, kurse sa i përket punës e cila lidhet gati me të gjitha, shënimi patinjeve, tabelat, ndryqimi publik të kej, problemi të në napse bugjoni natë të parku i qytetit, mund të them dirisht se ndërmore publike parkin këtë periudhë. Mund të them 3 ore, kemi hasë në disa pengesa administrative, nuk kemi pas mundësi që të funksionojnë në teren për arsye se thirrjen të cilën e kemi bërë se shkallin tonë për furnizim publik, cilën e kemi bërë me 10/2/2015, do të thonë se kemi filluar me kohë gjitha përgatitjet për ndryshim publik dhe mirëmbajtje ndryshimit publik dhe rregullimit. Kemi hasur në pengesë nga këshilli për furnizime publike, ku jemi refuzuar, ose është refuzuar thirrja jonë publike 4 herë, radhasit kurse herën e 5 kemi bërë drejtën ose përqimin për furnizim publik. Edhe atë këtu para me i kam gjitha vendimet dhe kërkesat për përqim që kemi bërë deri te këshilli për furnizime publike, me arsyetime mund të them se sicilën e arsyetime të ndryshme, nëse në radhën e parë kemi kërkuar, ose do të citoj drejt pas drejti atë në gjuhën maqedone mos shkoj në shqipt përkthej, pastaj pak përkthehet. Thotë kështu: Zatello dogovorenie të organ treba da povara tehnička sposobnost na ekonomskih operatorov, вработени минимални двајца електроинженери, tehnička opremljenost, vozilo za prevoz na lice i materijalni dokaz, specijalno vozilo sa korpa, operatori i izjava za njegovo korištenje do završavanja na javna nabavka. Izjava sa kojoj se potvrđuje da je personalat angažiran ovlašteni elektroinženjeri za realizacija na dogovor ti go zadrži na isto nivo do završavanja na dogovora. Vazhdoj. Kjo është në kundërshtim të plot me vendimin e INET, cilën na kanë refuzuar në radhën e parë me 12/3, ku ne kemi paraqo këto në këtë kërkesë. Ata na kanë, domethënë, janë në kundërshtim me vetë vetën, se Këshilli për furnizime publike funksionon në bazë në vendimeve 3 bashkëpunëtorëve të jashtëm të cilët i japin, edhe ata në bazë të atyre vendimeve të bashkëpunëtorëve të jashtëm japin vendim se për përqim për furnizim publik. Në shka të më thonë se bashkëpunëtorët e jashtëm në çdo herë veprojnë, janë emrat ndryshëm, ati janë 10-15 në këtë njëse, njëni e kërkot njëtën, qëtëri thot heke, ose e kundërshton të njëtën vendim. Në vendimin e parë, nuk duhet parashim, në vendimin e dytë i parashe. Kapat nën tëksore, në refuzojnë e radhën tjetër, kapat nën tëksore dhe duhet të potencohen se duhet të jenë të ngjyrosura me ngjyrë të kuqe, kurse radhën tjetër, ose kur e parashojnë në atë njëtën gjë, radhën tjetër thotë pa kush jeni ju si organ kontraktues që njëtën ta kërkoni. Edhe kjo është në kundërshtim në bazë të ligjit për furnizime publike, kështu me radhë. Mirë po, fatmirësisht, përfundimisht kemi morë përqimin pas radhës 5, edhe veç kemi fillu me punë në teren nga i 18-8, do me thonë se veç kemi bërë dhe punë të para në teren cilët duhet për eliminimin e këtire parëgotësi,
inisjative, edhe atë se kemi pasur rrugë të tëra të pandërqume, kështu që është një punë e madhe është e krimi gjatë kësaj periudhe, tash kemi filluar edhe në për të personat individual të bëjmë menjanimin dhe eliminimin e defekteve të cilat ekzistojnë në teren. Nuk kemi pas mundësi gati 2 mujore, 3 mujore dalim në teren, edhe atë besoj se atë punë qka nuk kemi mund të akrim gjatë kësaj periudhe kohore, besoj se në një tavë shumë të shpejt, duke i përforcuar ekipat në teren. Sot në teren ekzistojnë 3-4 ekipe, edhe mendoj që shumë shpejt do të bëjmë stabilizimin e linjës për ndryshim publik në teritorin e Komunës të Marovës. Благодарам директора на изцърпните отговори. Дали имаме други приjavi? Констатирам дека нема, ја затварам разправата, ќе ве молам да се произнесеме по точката под еден број 9. Поведете. Благодарам. Ukupno se произнесува 22 советници, за гласа 15, против 6, въздържани 20. Констатирам дека извештајот за финансиско работење на ЈП Комунално парк Куманово за период од 1.1.2015 до 31.3.2015 е усвоен. Одиме на точка подреден број 10, ќе ве молам да се произнесеме. Ало. Мисля дека ми Ви благодарам. Ukupno se произнесува 19 советници, за гласа 14, против 5, въздържани няма. Констатирам дека извештајот за финансиско работење на ЈП Комунално парк Куманово за период од 1.4.2015 до 36.2015 е усвоен. Одиме, отварам расправа по точка одреден број. Ќе ве молам да давам предлог да водиме заедничка материјална расправа по точка одреден број 11-12. Има ли друг предлог? Констатирам дека нема, е затворена расправа, молам да се произнесеме по предлог. Ви благодарам. Едногласна подршка на истиот. Предлог ќе ве молам, отворам расправа по точка определена број 12 и 13. Имаме присуство на директорот на јавната. Да, по ново 11 и 12 имаме присуство на директорот на јавно предпријатие Чистотно зеленило. Ќе ве молам да имаме пријавени. Констатирам дека нема, е затворам расправата, точка по еден број 11 е ставно известнува.
Ukupno се произнесоа 18 советници, за гласа 11, против 6, воздржан 1. Ги молам службите да констатираат вкупен број на советници во сала. Ја молам колеги, значи или не работат уредите за изјаснување или колегите не се изјаснуваат. Ќе ве молам со окревање на рака. Кој е за? Тринадесет за. Против? 8 воздржани. Нема. Констатирам дека извештај за финансиско работење на ЈП Чистота и зеленило Куманово за период април-јуни 2015 година е усвоен со 13 гласа за и 8 гласа против. Ќе ве молам да се произнесеме по 12-та точка од дневниот ред. Кој е за? Тринадесет гласа за, против? Ќе ве молам уште еднаш, кој е против? Колеги, кренете ги рацете убаво да знаеме. 2 против, 4 против, 6 против, 7 против. Благодарам. Дали имаме воздржани? 1 воздржан. Значи, констатирам дека решение за давање согласност на одлука за измена и дополна на ценовникот за угостителски услуги во ЈП Чистота и зеленило Куманово е усвоено со 13 гласа за, 7 против и 1 воздржан. Ке молам за внимание. Одиме на 14-та точка од дневниот ред, 13-та. Предлог решение за давање согласност на јавната општинска установа за деца, детска градинка Ангел Шајче Куманово, да може да има поголем број на деца во возкупните групи. Имаме присуство на директорот на оваа јавна установа. Го поздравувам присуството на оваа седница, отварам расправа. Дали имаме пријавени? Констатирам дека нема пријавени за расправа, затварам расправата и предлогот го ставам на изјаснување, ќе ве молам да се произнесеме. Со окревање на рака, кој е за? Уште еднаш, кој е за? Дваесет и 27 за, против нема, воздржани нема. Констатирам дека одлуката е едногласно усвоена. Одиме на 15-та точка од дневниот ред, предлог одлука, 14-та. Предлог одлука за исплата на еднократна парична помош од буџетот на општина Куманово за 2015 година. Предлозите и мислењата од надлежната комисија за финансирање и буџет ги имаме добиено во писмена форма. Отварам расправа по истите. Дали имаме пријавени? Констатирам дека нема, затварам расправата и предлог одлуката е ставам на изјаснување. Ќе ве молам со окревање на рака. Кој е за? Дваесет за, дали има против? Воздржани? Нема. Констатирам дека одлуката е усвоена со 20 гласа за. Одиме на 15-та. Почитувани колеги, му предлагам на Советот да води заедничка материјална расправа
по точките под реден број 15 и 16. Дали има други предлози? Се извинувам, колеги. Дали имаме други предлози? Нема. Ќе ме молам по предлогот да се произнесе. Кој е за? Сокривање на рака во крајот на седмицата. Дваесет и еден, кој е против? Воздржани? Нема. Констатирам дека предлогот е едногласно усвоен. Ви благодарам. Отварам расправа по точка под реден број 16 и 17. Дали имаме пријавени за дискусија? Констатирам дека нема. Затварам расправата и предлогот под реден број 15 го ставам на изјаснување. Ќе ме молам со кревање на рака. Кој е за? Дали имаме против? Воздржани? Констатирам дека точката под реден број 15 одлука за донесување на детален урбанистички план за дел од урбана единица индустрија, дел од урбан блок 82, плански опфат меѓу улица 11 ноември, индустријска КП 9703, општина Куманово, усвоен едногласно со вкупно 20 гласа за. Ке ме молам да се произнесеме по точка под реден број 16. Повелете, кој е за? Дали имаме против? Воздржани? Ви благодарам, констатирам дека одлуката за донесување на детален урбанистички план за дел од одобрена единица ПС Гојше, дел од урбан блок 47, плански опфат меѓу улица Денко Драганов, Вера Которка, Моша Пијаде и Магдалена Антова е едногласно усвоен со 22 гласа за. Одиме по точка, отворам 18 расправа. Дали имаме пријавени 17? Не. Дали имаме пријавени за дискусија? Констатирам дека нема, е затворам расправата, ќе ме молам да се произнесеме по предлог одлуката. Повелете, кој е за? Дваесет и еден за. Дали има против? Нема. Воздржани? Нема. Констатирам дека одлуката за утврдување нацрт детален урбанистички план за дел од урбана единица 11 ноември, дел од урбан блок 65Г, плански опфат меѓу улица Крстен Мисирков, крак на улица Крстен Мисирков и булевар Октомвриска револуција, општина Куманово е усвоен. Отварам расправа по точка под реден број 18 по разбор Лидија Ламспасовска, повелете. Благодарам председателя, од технички причини ја повлекувам оваа тачка. Значи предлог одлука за утврдување на нацрт детален урбанистички план за дел од трета МОВ, дел од урбан блок 48, дел 6, плански опфат помеѓу улица Миле Кипра, улица Трета МОВ, улица Драган Стефановиќ и улица Бера Шварц, општина Куманово. Благодарам. Ви благодарам и на вас. Значи се повлекува точката под реден број 18, ние одиме на точка под реден број 19. Ке ве молам, отварам расправа по истата, дали имаме пријавени за дискусија. Констатирам дека нема, затварам расправата, ке ве молам да се произнесеме, повелете кој е за. Дваесет и два за. Дали има против? Воздржани? Нема. Констатирам дека е донесена одлуката за утврдување нацрт и измена и дополна на детален урбанистички план за
една градежна парцела КП1947 ГП1 за делодурбана единица БС Гојче, урбан блок 44, плански опфат меѓу улици Миле Кипро и улица Љупчо Арсов во општина Куманово, едногласно со 22 гласа за. Му предлагам на Советот да донесе одлука да води заедничка материјална расправа за точките од реден број 20 па до реден број 27. Истите се однесуваат од делот на постапка за легализација на дивоизградени објекти на територија на општина Куманово. Дали имаме други предлози? Констатирам дека нема, ја затварам расправата, ќе ме молам да се произнесеме по предлогот, проверете. Кој е за? ...22 за, дали има против, воздржани нема, констатирам дека одлуката е усвоена и благодарам. Отварам заедничка материјална расправа по точките од реден број 20 до реден број 27. Дали имаме пријавени за дискусија, колеги? Ова се точки сите од делот на легализацијата. Констатирам дека нема, ја затварам расправата, ме молам да се произнесеме по точка под реден број 20. Кој е за? ...23 за, дали имаме против, воздржани, констатирам дека одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за КП 336/4, местност викана Геренка, Отромење, општина Куманово е усвоена едногласно со 23 гласа за. Ќе ве молам да се произнесеме по 21 точка од дневниот ред. Проверете. Кој е за? Дали има против? Дали има против? Нема. Воздржани? Нема. Констатирам дека одлуката за утврдување на потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за КП 632 местност викана ГБК Обињановце Вонг, градски район општина Куманово е усвоена со 23 гласа за едногласно. Ќе ве молам да се произнесеме со кревање на рака по 22 точка од дневниот ред. Проверете кој е за. Благодарам, 23 за, дали има против, воздржани, констатирам дека нема. Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за КП 1109/7, местност викана Јазовица, К. Доброшане, Фон, градски район, општина Куманово е усвоена едногласно со 23 гласа за. Ќе ве молам да се произнесеме по 23 точка од дневниот ред. Поверете, кој е за? Благодарам, 23. Дали има против? Нема. Воздржани? Нема. Констатирам дека одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за КП 1289/7, местност викана Рид К. Шупи Камен, општина Куманово е усвоена едногласно со 23 гласа за. Ве молам да се произнесеме по точка под реден број 24. Кој е за? Ukupno 23 за, дали има против? Воздржани? Нема. Констатирам дека одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за КП 1527/3, местност викана Трлиште, К. Куманово, општина Куманово е усвоена едногласно со 23 гласа за. Ќе ве молам да се произнесеме по точка под реден број 25. Поверете, кој е за? Купно за 25 советници. Против дали има? Нема. Воздржани? Нема. Констатирам дека одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за КП 1673/2 и 1674/2, местност викана Црно поле, катастарска општина Куманово, општина Куманово е усвоена едногласно со 25 гласа за. Ќе ме молам да се произнесеме по точка под реден број 26, колеги. Поверете, кој е за? Купно 25 за, дали има против? Нема. Воздржани? Нема. Констатирам дека одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за КП 1761/7, местност викана Коловоз, К. Доброшане, Вон, градски район, општина Куманово
е усвоена со 25 гласа за едногласно. Ке молам да се произнесеме по точка подреден број 27. Кој е за, колеги? Дваесет за, 26 за. Дали има против? Воздржани? Ке ве молам за внимание уште малку. Вкупно се произнесува 26 едногласно. Констатирам дека одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за КП 4248/7 местно свикана Арапов кладенец КО Куманово, општина Куманово е усвоена едногласно со 26 гласа за. Му предлагам на Советот да води заедничка материјална расправа по последните две точки од дневниот ред, подреден број 28 и 29. Дали има други предлози? Констатирам дека нема, затварам расправата. Предлогот го ставам на изјаснување. Ќе молам кој е за сокривање рака? 27 за. Против, воздржани нема. Констатирам предлогот е усвоен едногласно. Ви благодарам. Отварам расправа по 29 и 30 точка од дневниот ред. Му давам збор на председателот на комисијата. Поведете. Надлежната комисија за мандати. Поведете. Комисијата заседаваше, на паузата од оваа седница, при што како предлог решение за представници од општина Куманово за членови на училишен одбор во средно општинско училиште гимназија Гоце Делчев Куманово, во предлог на Советот да ги прифати како предлог решение Дарко Ристовски, испитно дипломиран економист и научно-работен во Шпартасе, Драган Владевски, правник, вработен во Основно училиште Пера Котарка и Хасан Исмаили, професор по информатика. Поведете дали некој друг се јавува за збор. Бидејќи водиме заедничка расправа, го молам известителот и по другата точка. Поведете. Комисијата на предлога на Советот за представници од општина Куманово за членови на училишен одбор во средно општинско училиште гимназија Сами Фрешери да ги прифати Исмел Джеладини и Назив Реджепи. Тоа се дипломирани професори по педагошки факултетива и Бобан Ѓорѓиевски е професор по англиски и албански јазик. Ви благодарам на представниците на комисијата. Отварам расправа по предлозите. Дали имаме пријавени за дискусија? Колешката Јовановска се јави претходно, се повлече. Доколку нема пријавени, затварам расправата. По предлозите ќе ве молам да се произнесеме по кандидатите за членови на училишен одбор во средно општинско училиште гимназија Гоце Делчев Куманово. Поведете. Кој е за сокривање рака? Петнаесет за. Кој е против? Нема против. Воздржани? Единаесет воздржани. Констатирам дека листата кои што беа предложени од страна на надлежната комисија се прифатени со 15 гласа за и 11 воздржани. Воедно им честитам. Ке ве молам да се произнесеме по предлозите за представници на општина Куманово за членови на училишен одбор во средно општинско училиште гимназија Сами Фрешери Куманово. Поведете, колеги, кој е за? Осумнаесет за. Дали имаме против? Нема. Воздржани? 8 воздржани. Констатирам дека дадените предлози од страна на комисијата се усвоени со 18 гласа за и 8 воздржани. Воедно им честитам за изборот на представниците во училишните одбори кои што ги изгласа денеска Советот, а на вас, поштовани колеги, ви се заблагодарувам и на секретарот и останатите присутни
од администрацијата на ова седмица на Советот за денешното ваше присуство и активничество во работењето. Констатирам дека дневниот ред е исцрпен. Ја заклучувам седмицата тука за следната седмица. Ќе бидете дополнително известени, воедно сакам да ви напоменам дека утре е затворање на меѓународната ликовна колонија во Пенице во 14 часот. Организиран превоз во 13 часот ќе имаме отпред општина Куманово. Поштувани колеги, убава прилика заедно да се дружиме и да ја проследиме ликовната колонија и сите оние еминентни сликари кои што направија трудови да ги погледнеме, ќе имаме прилика бидејќи истите ќе останат во трајна собственост на општината. Ви благодарам уште една за присуство, за сите дополнителни активности ќе бидете дополнително информирани. Благодарам.